Има сериозни доближувања за покачување на платите на работниците, ама договор се уште нема. И на денешната средба во Министерството за финансии со синдикатите кои бараат повисоки плати за јавниот сектор, не се најде конечно решение. Според првиот човек на Сојузот на синдикатите се разговарало за проценти од 14,2, 12,5 и 10,9% за раст на платите, но се уште не е јасен начинот на пресметка за евентуално зголемување. Политичарите мораат да дават политички изјави, ние како представници на синдикатот имаме разбирање за нивните политички изјави, меѓутоа тоа што го разговараме седнати на маса едни со други, сметаме дека треба да го продолжиме да го правиме и дека во понеделник, евентуално идната недела вторник, да имаме конечно решение во поглед на растот на платите на вработените во јавниот сектор. На новинарско прашање колкав процент конкретно на зголемување на платите им бил понуден, првиот човек на ССМ не одговори. Рече дека не сакале да се наруши процесот на преговори. Не би сакале ние да го нарушиме целокупниот процес пред да ги направат нивните внатрешни консултации, пред да ги направиме ние нашите внатрешни консултации, меѓутоа сме блиску до она што го разговараме. Во време кога се преговара за нова методологија за плати, Министерката за труд и социјала се меша во работата на синдикатите, велат тие. На Јована Тренчевска и порача ако сака уште одма може да се зачлени во ССМ, а не да се меша во работата на синдикатот. Новиот председател на ССМ го потврди Меѓународната конфедерација на синдикати, а во регистерот се уште стои името на веќе починатиот Дарко Димовски. Од ССМ од власта побара поголема сериозност. За жал, Министерството за труд и социјална политика и Министерката за труд се става над законите, се става над конвенциите на Меѓународната организација на трудот и треба време да размислува кој да биде председател на ССМ. Министерката може да се зачлени во Сојузот на синдикатите на Македонија уште денеска, доколку сака да креира политика во синдикатите. Незина работа е да креира политика во Министерството. Апелирам до Министерката уште денеска да биде завршена промената во Централниот регистар. Се разбира дека денеска ни е председател, се уште председателот на ССМ Дарко Димовски, кој прерано го загуби неговиот живот и борбата за неговиот живот, и се надеваме дека Министерството за труд и социјална политика нема да биде единствениот виновник платите на вработените да не бидат исплатени повеќе од 2 месеци. Инаку на претходната седница на Економско-социјалниот совет, Трендафилов рече дека предлогот на синдикатите е инфлацијата од 14,5% да биде основниот параметар со кој ќе се зголемат платите. Дали ова ќе биде конечен одговор или пак сепак ќе омекна ставовите, ќе видиме в понеделник кога е закажана нова средба во финансии, а до тогаш органите и телата на синдикатите ќе мора да одлучат она што последно го дискутирале, дали тоа за нив и за вработените во јавниот сектор е прифатливо.